Добра вечер во дневникот на КТВ, 25 септември 2025 година. Советот на општина Кавадарци денеска ја одржа 61-та седница, последна во овој состав на Советот. Беа усвоени извештаите за работењето на основните и средни училишта во општина Кавадарци и наративниот и финансиски извештај за Кавадаречко културно лето. Председателот на Советот, доктор Стојан Чорамов и градоначалникот Митко Јанчев на крајот седницата се заблагодарија на сите советници и општинските служби за соработката во нивниот мандат. Денеска ја затворивме 61-та седница на Совет на општина Кавадарци и со тоа ставивме едно поглавје на еден 4-годишен наш мандат, почнувајќи од 2 ноември 2021 година. Мандат со кој, без разлика на политички разлики, остваривме конкретни резултати. Направивме за нашите Кавадарци еден дел што сметам дека идните генерации ќе бидат горди. Голем дел на одлуки, голем дел на дискусии во духот на демократијата беа со различно политичко гледиште, впрочем, така и доликува. Сметам дека поминавме 4 години со кои можеме да бидеме кон себе и кон нашите граѓани горди. Овој храм на демократијата го оправдаме пред се по нивните дискусии. Дискусии кои беа многу достоинствени, на одредени моменти беа со повисок тон, имаше различно гледиште, меѓутоа сметам дека така и доликува. Јас како председател на Советот на општина Кавадарци на вас во вашиот живот би ви поскал многу здравје, да ви се заблагодарам за вашата кооперативност, за вашата соработка што имав со вас. Се надевам дека функцијата председател на Советот на општина Кавадарци ја работев достоинствено, секогаш бев достапен и секогаш овозможував да идејата на било кој советник биде преточена на оваа говорница. Се во интерес на нашите граѓани, затоа што ние потекнуваме од нив и тоа исто му го должиме. На колегите советници кои се наоѓаат на изборните листи би им поскал многу успех и се надевам дека ќе се продолжи со патот на развојот на нашите Кавадарци. На крајот, сакам да му заблагодарам и на градоначалникот Митко Јанчев за безрезервната поддршка кон Советот на општина Кавадарци, заедно со неговата општинска администрација, која, почитувани колеги советници, ни беше достојан партнер во изминатите 4 години. Би сакал накратко и ја да се обратам и да сумирам се она што значеше Совет, градоначалник, јавна администрација со граѓани, без разлика на политички партии или граѓански листи и било како. Можем да констатирам слободно во име на општина Кавадарци, заедно со сите советници, дека Кавадарци денеска живее во побезбеден град, живее во модерна средина, живее со добра инфраструктура, живее со предучилишно образование за секое дете, без исклучок на ситуацијата, со образование на високо ниво, живее со спорт, живее со една заштита од делот на се што обврска на општина Кавадарци и би кажал дека во овие изминати 4 години, како градоначалник и Совет, бевме будни за секоја ситуација, организиравме културни, туристички манифестации како што ни завидува многу други општини што не може да ги организират. Не успеавме да се случи ниту една поголема катастрофа како што гледавме по други општини. Не дозволивме граѓаните да бидат загрозени ниту во делот на основните параметри вода, комунален, смет износ и осветлување или се она друго што значи за граѓаните. Имавме одлична соработка со сите јавни институции во делот на образованието, со државните институции, и тоа е еден одлик на граѓани и на Совет и на градоначалник кои што во даден момент сме биле сплотени и во даден момент сме работеле само во интерес на нашите сограѓани.
Она што значи демократски дух во делот на размислувањето и гледањето, мислам дека морам да се благодарам и на председателот и вас како советници, дека во изминатиот период имаше плодни дискусии во интерес на сограѓаните на општина Кавадарци и на граѓаните кои што треба да слушнат и да знаат во кој правец движиме. Идните очекувања во делот на и како кандидат за градоначалник кој што нема да го претежирам сега, тоа нема да злоупотребам говорница, ниту па оние кои што се на идните листи на локалните избори кои што ни предстојат. Знам дека граѓаните и жителите на општина Кавадарци добро знаат за кого треба да гласат и добро знаат зашто општина Кавадарци стигна на ова ниво и очекувам и од наредниот градоначалник и од наредниот совет да продолжи во дух на транспарентност, во дух на градење на општина Кавадарци и немој да дозволиме никогаш, ама никогаш да се вратиме чекор или ниту една стапка назад. Да продолжиме у правец кој што го движиме, а тоа е правецот за модерно, поубаво, чисто Кавадарци, безбедно Кавадарци и најбитниот момент е дека во изминативе 2 години анализа, односно 3, и во идните 4 години Кавадарци има добар наталитет и за правачиња за упис, тоа го знаеме од сите деца што се упишани у градинка и новородени и кои што функционираат во општина Кавадарци, и во делот на раселувањето. И општина со најмал степен на раселување, малте не нормален степен, како во нормалните европски или било кои други земји кои што имат добри приходи, примања и добри услови. Министерот за транспорт и врски Александар Николовски и градоначалникот на Кавадарци Митко Јанчев денеска извршија увид во реализирани проекти во општина Кавадарци. Како градоначалник ми беше должност за денеска отчетно заедно со министерот и со председателот на Советот и пратениците ги видиме проекти кои што ги завршивме од првиот повик и од првиот заем од Маđарскиот, кој што владата го даде како грант за општините. Тоа беше завршување на кружниот тек на самиот влез на општина Кавадарци, кој што е од големо значење. Воедно со инвестиција од прилика околу 10 милиона денари се постигна да направиме еден кружен тек современ за влез на самиот град, кој што според статистички податоци и потребите на граѓаните и фирмите во делот на излезот на индустријската зона беше неопходен, затоа што булеварското решение не ни беше довршено до крај. Со самиот кружен тек добиваме соодветно сообраќајно решение и не прекршувајќи ги правилата и загрозувајќи ги учесниците во сообраќај. Значи од големо значење и од делот на урбана средина, меѓутоа и од делот на сообраќајот. Сега се наложиме на улица 8 септември, каде што претходно беше во една завидна состојба. Тука исто со заемот од првиот повик, со инвестиција негде околу 5 до 6 милиона денари, се заврши комплетната подземна инсталација, атмосферска канализација, канализационата мрежа, улично осветлување и комплетно асфалтирање на една улица која што поврзува две градски бензински пумпи, е транзит улица и го поврзува едниот од најголемиот спортски објект, тоа е спортскиот центар Јасмин, кој што го имаме тука лево. А покрај тоа би сакал да ги спомнам и другите проекти кои што ги завршивме успешно. Тоа е патот од Ресава до Дабниште, комплетна реконструкција сериозна на 700.000 евра. Заливот до Ресавски залив, негде инвестиција од 8 милиона денари. Патот до Чемерско од Бохула, 9 милиона денари инвестиција. И се она што општина Кавадарци си зема оврски и проектираше во делот на финансиска конструкција од владата помош од унгарскиот кредит, мислам дека сме меѓу првите општини што најбрзо, навремено, квалитетно ги завршивме овие проекти. Тоа е благодарение на функционирањето на добри проекти, експедитивноста на владата и добивањето на средства за изградба на проект. Морам да потенцирам да кажем дека за прв пат и компаниите, како фирми, кои што учествуваа во изградбата на овие проекти, навремено си ги добија своите средства, односно не се чекаше рок на плаќање апсолутно никаков. По завршувањето на ситуациите, сукцесивно владата
и министерството му беа префрлени парите према општините, а општините према компаниите. Тоа е еден голем значителен чекор за развој на економијата во Македонија, меѓутоа и за развој на градежниот сектор, кој што како развој од градежен сектор може да премини во поголеми компании за да имаме солидни компании во делот на градежништво и да не зависиме од странски компании кои што треба уиднина да градат и не трошечки ги парите на други компании, него оставечки ги парите во самата држава. Како општина сум и како градоначалник презадоволен од делот на финансија конструкција. Не можам да не спомнам, а да не кажам дека 135 евра по глава на жител еднакво на плюс еден основен буџет на една општина било која во Република Македонија. Односно би кажал дека општина Кавадарци има 4 милиона евра општински буџет за изградба на комунална инфраструктура и комплетна комунална изградба, а добиваме по глава на жител 135 евра, а тоа е негде приближно на 5 милиона евра. Сега е моментот да сите градоначалници и оние кои што се инволвирани во делот на работењето со општината, да направиме една градежна експанзија, да потрошиме правилни средства во правилна намена, да го дигнеме нивото на урбаната средина, нивото на културата и нивото на животот во Република Македонија и во општините. Правиот начин за транспарентност на владата и за распределување на средствата по глава на жител кажува дека политичката цел е настрана ставена, него дека се транспарентно распоредени сите средства. Уште да се благодарам како градоначалник и верувам дека и во едно време ќе продолжиме со уште подобри, поклучни и посуштински проекти за општина Кавадарци. Со парите од унгарскиот кредит, со заемот, општина Кавадарци како станува уште подостојно место за живење. Се работи за импакт од околу 7 милиона евра. Вториот повик на владата беше со 8 наши проекти, кошташе околу 5 милиона евра. Првиот повик беше исто така со 8, кошташе околу 2 милиона евра. Проекти кои беа одбрани заедно со градоначалникот и жителите на општина Кавадарци за да го внесат импактот на нашиот поголем развој, одредени делови кои во минатото не беа доградени, со дел од овие пари ќе добијат уште подобра визија. Сметам дека со вложувањето на овие средства до општините и како се развива пред се локалниот општествен развој, локалниот економски развој, на што сме посебно горди и благодарни пред се до владата на Република Македонија и нашиот премиер господинот Христијан Мицковски, каде што со вложување директно до крајниот корисник на овие средства, тоа е жителот на секоја општина, се вложува еден поквалитетен и подостоинствен живот. Како што рековме, општина Кавадарци во изминатите 4 години од кога сум претседател на Советот на општина Кавадарци, вториот мандат на господинот градоначалник Митко Јанчев, увиде една правилна траекторија на вложување на општинските пари и на државните пари. Сегаш нашите проекти во однос предничија за потребите на граѓаните, тоа беше на терет на една континуирана нашата соработка со нашите граѓани. Сегаш нивниот збор беше последен. Се надевам дека во тој дух ќе продолжиме и во наредните 4 години. Овие 4 години направивме прилично многу Кавадарци да изгледа уште поразвиено, уште поевропски и модерно. Својот последен збор ќе го имат нормално граѓаните на локалните избори 19 октомври. Горди сме, ќе го крениме главата, ќе се погледнеме лице во лице. Сметам дека оправданата доверба во ниеден момент не беше доведена под знак на прашалник. Да сме живи и здрави, сплотени, достоинствено заедно со подадена рака, имаме што да дадеме за Кавадарци. Заедно со владата на Република Македонија, која е достоен партнер на градбата не само на општина Кавадарци, туку и на секоја општина во нашата драга Македонија. Тоа навистина е задоволство да се биде во Кавадарци, а се видат бројни проекти кои што се реализирани. Зборуваме за проекти кои што се дел од повикот кој што владата го направи минатата година, кои што веќе се во завршна фаза, и тука би сакал да честитам на градоначалникот за одличната работа. Кавадарци е шампион во реализација на овие проекти. Во некои општини оди подобро, во некои оди поспоро, во Кавадарци можам да кажам дека оди најдобро. И кога ќе видите вака реализирани проекти, јасно е дека не случајна е поддршката која што градоначалникот и општинската администрација ја добиваат, и затоа сум убеден дека ќе имаме убедлива победа и дека градоначалникот ќе добие трет мандат како и продолжил да го развива градот и целата општина. Она што ми е исто така драго е дека се развиваат и проекти кои што се дел од програмите кои што ги има владата, дали преку Министерството за транспорт, дали преку јавното претпријатие за државни патишта или други институции.
Во таа насока зборуваме за неколку водоводни и канализациони системи кои што се изградија или се градат. Зборуваме за еден голем проект кој што го работи јавното претпријатие за државни патишта, а тоа е поврзување на Мушов вроб со Конопиште, кој што треба да не однесе и до нов граничен премин со Грција. Јас пред буквално неколку часа се вратив од Атина и една од темите кои што ги имавме таму и со вице-премиерот, и со министерот за транспорт и инфраструктура, и со алтернативниот министер за транспорт и инфраструктура, и со останатите луѓе со кои што се видов, како и со стопанските комори, беше отварање на нов граничен премин и имаме една заложба дека тоа ќе се случи, што мислам дека многу ќе значи за целиот овој регион. А исто така ја потврдивме и заложбата за изградба на брза пруга по коридорот 10, затоа што истата ќе има смисла само доколку изградат сите држави. Во случајот на Грција од Атина до Солун е веќе изградена, треба да се гради од Солун нагоре кон Гевгелија и можеме да најавам дека планираме да има една отсечка која што кавадарците ја поврзува на брзата пруга и со патнички сообраќај и со товарен сообраќај, што мислам дека целосно ќе промени реалноста и начинот на живот на граѓаните, а во однос на бизнисот ќе е неспоредливо со она што е сега бизнис, иако и сега Кавадарци е шампион во делот на бизнисот. Така што ова се плановите кои што ги имаме во моментов, ќе работиме во следниот период и на нови проекти. Едно е обиколницата на градот, за која што јавното претпријатие за државни патишта Презеде Обрска се проектира и истата ќе биде реализирана. Второ, има едно лично ветување, ќе најдеме правен начин како да го реализираме. Тоа е поврзувањето помеѓу Кавадарци и Неготино во делот на Трстеник, кој што исто Дисан се извинувам, кој што исто така ќе го реализираме. А еве денеска разговаравме околу реконструкција на спортската сала Јасмин и бројни други проекти кои што заедно со градоначалникот и пратениците ќе ги говориме и ќе ги реализираме во периодот кој што е пред нас. Градоначалникот Митко Јанчев на денешната седница на Советот елаборираше за состојбата во ГФК Тиквеш. Рече дека општината ја презеде сопственоста на клубот, бидејќи инвеститорот не ги исполнил ветувањата. И општина Кавадарци не подлегна на собрата рој и на било кој, него предпазливо, внимателно ја следевме ситуацијата и се заштитивме максимално. Што значи тоа? Општина Кавадарци покрај тоа што има одлука на Совет за продавање, односно давање на 2% акции на новиот инвеститор ги нема пренесено и нема да ги даде. Така да општина Кавадарци до овој момент нема дајано ниту една акција. Општина Кавадарци има 51% акции во градскиот фудбалски клуб. Да, точно е дека другите акции кои што ги има приватни собственици, кои што беа одговорни компании и го водеа клубот, ги дадоа поклон на новиот инвеститор 49%, он е опишан со 49%. Меѓутоа, во истиот акт има заложено право со извршна клаузула дека доколку во рок од 40 дена не ги исполни условите, а условите беа јасно прецизирани, прво да пуште 200.000 евра, па за 2 месеца уште 200, по автоматизам договорот се раскинува, има казнени пенали кои што дали не ќе би земале ние нешто од него или не би земале, тоа не знам, и акциите ќе се вратат назад во делот на приватните компании кои што ги има до вчера. Тоа е завршен процес и тука нема никаков ризик. И добро е така што сме го направиле и максимално сме заштитили, не бевме наивни да му ги дајме акциите, па сега од некоја друга земја или од некоја друга ситуација да ни прави проблем и да не може да функционира клубот. Значи клубот е собственост на доминантна собственост на општина Кавадарци и на кавадарчани и на никој друг. Не ги испочитува условите кои што беа предвидени и дадени во делот на финансиска конструкција новиот инвеститор, дека има дел инвестиран, имаме, тоа е многу мал дел од тоа што требаше да се инвестира. Точно е дека фудбалскиот клуб нема земено плата за месец август и септември во целост, не се 4 месеци. Ами за 4 ми дигаше така бе Филип. Сега да се доврша може? Да. Значи 2,5 месеци нема земена плата. Јули му е пола плата и чистена. Август нема и септември, што треба да помине како месец, нема земена плата. До 5 октомври ќе се земат комплетна плата за септември и финансиска конструкција ми е направена со приватниот сектор од 4 милиона денара месечно.
градскиот фудбалски клуб кошта 4 милиона денари месечно. Во меѓувреме, разговарано со секој фудбалер, заедно, колективно, заедно со мене и со адвокат. И му е кажано, доколку сакате да продолжи, општината и приватниот сектор стои на располагање и ќе продолжи по прав правец и сите се согласија како фудбалери. Да, долгот кој што го имаме за јули пола плата, за август цела, го ставиме во пасивна состојба моментална како долг и во наредните 5 месеци го разложиме суксесивно еднакво на секој месец по една рата од тој долг. Тој долг ниту е тајна, ниту е лага, е 6 милиона денари. А наредните плати да ги испорачуваме во целост. И тоа сме го ветиле и стоиме позади тоа. Кажав уште првиот момент дека не му веруваме на турските инвеститор на зборови, максимално заштитени, максимално направено од општината покрај одлуката за продажба на двете акции не се пренесени двете акции. Се на општината, од приватниот сектор ќе си ги земе назад приватниот сектор, а ако сакаме приватниот сектор стои на располагање и тие 49% сите да ги врати на општина Кавадарци. Не е интересот некој да има акции за да располага со клубот, него од општествена одговорност да помогнеме тој клуб да однапред. И не е само тоа. Не е само тоа. Покрај тоа го имаш одржување на фудбалскиот терен. Покрај тоа имаш одржување на акотации, плачење према федерацијата. Покрај тоа имаш казни. За 3 месеци е платено 4000 евра казни. Дали било тоа од фрлена бакла, фрлено не знам друго што. Значи, во секој поглед клубот си ги завршува своите обврски и најголемото нешто треба да се посветим во моментот е на младениците, кои што и немаа земено тренерите плата, сега се изедначија со фудбалскиот клуб, се пушти плата, и ако не свадиме дека нашиот спорт не е само земање пари, него треба да играеме и да чекаме, затоа што имало многу полоши моменти. Шумско стопанство немаше 7 месеци плата земено. Водостопанство немаше 6 месеци плата земено. Па одеа на работа и си завршува обврските. Не е тоа пример. И не треба да биде така. Ама е спорт. Знаете дека има фудбалер од 2 до 4000 евра што си има плата. А под 2000 евра фудбалер немаш. Сега, ако зима 2000 евра плата, нашиот предлог кога што го зборам, да, оној долг што го должиме, биде замрзнат, суксесивно се исплати за 6 месеци, а мислам дека со 2000 евра месечно може да живее. Тука ти си 11 изнајмени стана. Кај живеат фудбалери. 5 изнајмени стана кај живеат ракометари. Максимално сме посветени да бидеме на наши фудбалери. И тоа е насоката. Денеска во Средното општинско училиште Киро Спанџов Брков во Кавадарци беше реализирана успешна крводарителска акција. Додека присуствуваше наша екипа во училиштето, беа собрани 20 на крвни единици. Денеска во нашето училиште, Средното општинско училиште Киро Спанџов Брков од Кавадарци, организираме крводарителска акција заедно со Црвениот крст и Институтот за трансфузиона медицина. Особено сум горд што во оваа акција денес учество земаа сите чинители од нашето училиште, почнувајќи од ученици, професори и сите вработени кои што се како кадар во нашето училиште. Со ова нашите вработени покажуваат дека, односно даваат пример колку е важно да се помогне онаму каде што е најпотребно. Оваа акција е доказ за хуманитарноста и солидарноста и кои се темели и кои ги градиме за подобро општество. Благодарност до сите оние кои што даруваа крв денес и спасија нечии живот. Сакам исто така да напоменам, односно да се надоврзам, дека ова е еден дел од проектите кои што ни се внесени во годишната програма на нашето училиште и еден од проектите кои што ние во заедничка соработка со Црвениот крст. Така да ние имаме низа проекти во минатото, во иднина имаме предвидено и други проекти кои што ќе ги реализираме заедно со Црвениот крст и горд сум на оваа соработка со Црвениот крст, односно и со другите организации кои што ги имаме ние како училиште, се со цел за почитување или вреднување на хуманите вредности во општеството. На брифинг со новинарите, лидерот на СДСМ Венко Филипче ја презентира резолуцијата на црвените линии во евроинтеграциите.
Владата на Република Северна Македонија и сите државни институции доследно се придржуваат кон определбата за безусловно почитување на јазичните, идентитетските, историските и културните особености на македонскиот народ, како елементи за кои не се преговара со Европската Унија. И ова се нашите црвени линии. И сметам дека треба да бидат црвените линии на целата нација. Уште еден параграф. Дека Република Северна Македонија е подготвена да ги исполни обврските од преговарачката рамка со ЕУ, вклучувајќи ги и уставните измени, со јасна определба дека е тоа последна пречка без прифаќање нови барања или прашања од билатерален идентитетски карактер. Сите билатерални прашања со Бугарија ќе се решаваат во билатерални разговори и инструменти воспоставени меѓу двете држави на еднаква основа, без да се создаваат нови блокади на преговарачкиот процес. Ова ќе биде еден предлог документ, една би ја нарекол предлог работна верзија за кој што очекувам сите политички чинители субјекти прво да имаат конструктивен пристап, да сериозно го разгледаат овој документ, да дадат своји предлози и заеднички да го донесеме документот во собранието. Многу од овие одредници се заштитени со претходни декларации, документи, договори меѓународни. Еве сега ново е тоа што нудиме заеднички пристап, како и секоја друга сериозна држава, да имаме заеднички црвени линии, поради тоа што ако го постигнеме националниот консензус, иако интензивно работиме на реформите, при тоа државата расте, се надградува и зајакнува, никој, никогаш и ништо нема може да запре на патот кон Европската Унија. Овој документ ќе го поднесам до политичките партии преку собранието како работна верзија, нема официјално сега да го поднесам во собранието со цел сите да го разгледаат убаво, детално да дадат своји предлози, ако треба некои делови да модифицираме, имајќи предвид дека на крајот има и една временска рамка, предлог временска рамка, како би се одвивале тие процеси. Овој документ доаѓа во пакет предлог со закон, а тоа е закон за улогата на собранието во процесот на интеграција на Република Северна Македонија во Европската Унија, во кој што се дефинираат повеќе работи. Улогата на собранието, улогата на Комисијата за европски прашања во процесот на преговори, улогата на Националниот совет за евроинтеграција во процесот на преговори и неколку делови од резолуцијата. Лидерот на Левица Димитар Апасиев жестоко реагираше на одлуките и упатствата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и Државната изборна комисија, обвинувајќи ги за лицемерие и селективен пристап кон различни политички партии. Видете го лицемерието на АВМУ и ДИК, кога беше за независните, не им беше проблем да се стават во улога на законодавец и со подзаконски акт да регулираат правна празнина. Кога е за знам, дури во упатството за платено политичко рекламирање, измислуваат и нов вонзаконски термин поддржувач, иако законот оперира само со терминот коалиција, за да може ВМРО-ДПМН да им ги плаќа рекламите на телевизија на Максо, иако не се формално во коалиција имаат две бројчиња. Ама кога е за Левица, не можеле они да толкуваат. Реагира Апасиев. Тој потсети дека целта на законот е сите партии парламентарни и вонпарламентарни да имаат еднаков пристап до средства за рекламирање во изборната кампања. Апасиев предупреди дека ова е прв случај во историјата на независна Македонија една легално регистрирана партија да биде ефективно спречена да се рекламира дури и со сопствени пари. Дали сопругата на Реджеп Исмаил била специјален советник во Министерството за надворешни работи кога владата ја предводеше Зоран Заев во време кога беа подпишани срамните договори со Бугарија и Грција? Прашање на денешната пресконференција на ВМРО-ДПМН. Дали сопругата на Реджеп Исмаил била специјален советник во МНР кога владата ја предводеше Зоран Заев во време кога беа подпишани срамните договори со Бугарија и Грција? По информација добиена од свиркачи, сопругата на Реджеп Исмаил била специјален советник во МНР, додека председател на таа влада беше Зоран Заев, односно предводена од СДС и ДУИ. Ангажманот на сопругата на Исмаил како таков не е проблематичен.
туку е контрадикторен со ставовите на левица, бидејќи тие се против договорите со Грција и Бугарија, а таа била дел од преговорите во тимот на Заев, односно на СДС и ДУИ, кои ги потпишаа овие срамни договори на штета на македонскиот народ. Од тука се поставува прашањето: дали Левица и Реджеп Исмаил го делат истото мислење? Дали Реджеп Исмаил пред јавноста вели дека е против договорите со Грција и Бугарија, а во позадина ги одобрува овие договори? Дали Реджеп Исмаил е против Европската Унија и НАТО, или тоа е само маркетиншки трик за во јавноста? И најважно, дали со ова се потврдува коалицијата на СДС, ДУИ и Левица? Левица и со ова потврдува дека и во раководството изгледа сите не го делат истото мислење. Додека Апасиев се труди од петни жили да каже дека договорите со Бугарија и со Грција се штетни, Исмаил истите ги одобрува и поддржува. Лицемерието и дволичноста на Левица и на Исмаил повторно се докажува. По ова јасно е дека тие се интересираат само за нивните цели, а не за македонскиот народ. Новата кошаркарска сезона се очекува да биде интересна како никогаш досега. Кошаркарската федерација покрај новиот систем на надпреварување во елитата од оваа сезона воведува и квалификации за Купот на Македонија. Новата кошаркарска сезона по многу нешта ќе биде уникатна, односно како никогаш досега. Кошаркарската федерација на Македонија внесе неколку промени не само во системот на надпреварување во новата Суперлига, туку и во надпреварите од Кошаркарскиот куп на Македонија. Да подсетиме, регуларниот дел од новото првенство традиционално опфаќа 22 кола, односно по 2 меѓусебни дуели на суперлигашите дома и во гости, и тоа од почетокот на октомври до почетокот на април следната година. Редовниот ритам од едно коло во неделата ќе биде нарушен во неколку наврати, тоа 2 пати поради настапите на репрезентацијата во предквалификациите за Европското првенство 2029 во ноември и февруари, зимскиот одмор во јануари и завршниот турнир од Купот на Македонија во февруари. По завршувањето на оваа фаза доаѓа првата промена. Се враќа поранешната Суперлига, односно поново плей-оф фазата прв дел. Тука ќе се најдат најдобрите 6 тима, кои исто така за прв пат во историјата, барем во машка конкуренција, ќе одиграат само 5 кола, едно кружно, според Бергер, односно популарно нареченото оролоџо. Првите 3 екипи ќе имаат бенефит во тоа што 3 од овие 5 средби ќе ги играат дома, додека екипите на 4-тото, 5-тото и 6-тото место ќе одиграат само 2 меча пред своја публика, 3 пати ќе гостуваат. Преостанатите 6 екипи од 7-то до 12-тото место според истиот принцип ќе играат во плей-аут лигата за испаѓање, односно опстанок. Најдобрите 4 екипи од оваа фаза ќе продолжат во плей-офот за титулата, каде што има новитет. Полуфиналињата ќе се играат до 2 победи, односно до максимум 3 надпревари. Финалето и оваа сезона ќе се игра до 3 победи и тоа повторно според системот 2-2-1. Сезоната максимално може да трае до крајот на месец мај. Новитета и воведувањето на квалификации за настап во Купот на Македонија. Наместо настап во завршницата на најдобрите 8 екипи по првите 11 кола, како што беше со години наназад, оваа сезона во ова надпреварување ќе настапат сите прволигаши. Најдобрите 4 тима по првата фаза директно обезбедуваат пласман на Final 8 турнирот, додека екипите од 5-тото до 12-тото место ќе играат помеѓу себе и тоа според системот 5-тиот со 12-тиот,
6-тиот со 11-тиот, 7-тиот со 10-тиот, а 8-тиот со 9-тиот. Ке се игра само еден надпревар и тоа на теренот на подобро пласираниот состав. Завршницата од купот е планирана за периодот помеѓу 13 и 15 февруари. Инаку новата кошаркарска сезона стартува овој викенд на 28 септември со пресметката помеѓу МЗТ Скопје и Кожув во Суперкупот за трофејот Драган Василов Цевка. Утре ќе биде променливо облачно и посвежо со повремени врнежи од дожд. На места врнежите ќе бидат поројни и пообилни, над 20 литри на метар квадратен, проследени со појава на грмежи, ќе дува умерен до засилен ветер од југоисточен правец, температурата до 24 степени. Тоа беа содржините во дневникот, имајте пријатна вечер.